Но вие сте свети луѓе и меѓу вас не смее да има блуд, гнасоти и алчност. Не смее да има безобразни, глупави разговори и двосмислени шеги. Сето тоа не ви прилега. Наместо тоа искажувајте вашата благодарност према Бог. Можете да бидете сигурни дека ниту еден блуден, гнасен или алчен човек нема да биде во царството на Христос и на Бог. И алчноста е еден вид идолопоклонство. Не дозволувајте никој да ве мами. Наоѓајќи оправдување за ваквите гревови. За вакви работи Бог ги казнува сите непослушни луѓе. Со такви луѓе немојте да си имате работа. Вие порано бевте во мрак, но сега, кога поверувавте во Господ, ве огреа светлина. Затоа однесувајте се како деца на светлината. Таа светлина во вас ќе роди секако вид добрина, праведност и вистина. Трудете се да откриете што му е мило на Бог. И тоа правете во. Не учествувајте во бесполезни работи кои се дела на тамнината. Напротив, разоткривајте ги. За она што тајно го прават некои луѓе, срамота е дури да се зборува. Но светлината ќе ги разоткрие и секи излезе на виделина. За се што е изложено на светлина станува јавно. Затоа се вели: стани ти што спиеш, воскресни од мртвите и Христовата светлина ќе те огрее. Внимавајте како живеете. Нека биде тоа мудро, а не неразумно. Ова се тешки времења. Затоа користете го секој миг. Немојте да се однесувате глупово, туку трудете се да сватите како Господ сака да се однесувате. Не опивајте се со вино, тоа може само да ве уништи. Дозволете му на Светиот Дух да ве исполни и да ве води. Разговарајте еден со друг, читајте псалми, пејте химни и духовни песни. Вашите срца нека пеат за Господ. Постојано и за се. Заблагодарувајте му се на Бог, небескиот Татко, во името на нашиот Господ Исус Христос. Амин. И сега, од целиот овој дел, бидејќи вие ќе си проучувате во детали, екзегеза, како ви кажат тоа, теолозите, стих по стих, збор по збор и така натаму. Јас ќе одберам да проповедам овие последните стихови, од 15 значи до 20, и уште еднаш ќе ги прочитам. Внимавајте како живеете. Затоа што мислам дека сумирањето на она што го кажуваше претходно, апостолот во ова послание, писание, писмо, упатства, упатени до христијаните во Ефес, патем, ајде која веќе јас критикувам така како што е навлезено, не е право дури ни да се вика послание кон ефешаните или ефесијаните седно. Замислите некој да вика послание кон скопјаните. Што би значило тоа? Би значило до сите граѓани на Скопје. Ама ниедно послание не е пратено до сите граѓани на Ефес или до било каде да е. Пратено е до христијаните во Ефес. По динамичниот превод така и ги најде насловени. Послание до христијаните во Ефес. Послание до христијаните во Солун. Послание до христијаните во Филипи. Патем кога го спомнав Филипи, на македонски никако не е филипјаните, туку е филипијци. Градот се вика Филипи. Во Филипи живеат филипијци, не живеат филипјани. Слично како и во Колоси, значи посланието до Колоси е до колосици. Во Колоси живеат колосици. Граѓаните на градот Колоси. Така на тоа. Значи сега, сумирањето од сето ова, и мислам дека апостолот многу добро го срочува тоа, затоа што најважното во животот на тоа, и сакам да зборам во на мало време што ми е останато, како човек да биде богоугоден човек, како да биде среќен човек, како да биде успешен човек и да знае дека е постигнал целта на својот живот. Па е срочено во 2 стиха, само внимавајте како живеете. Една реченица што многу кажува. Нека биде тоа мудро, а не неразумно. Ова се тешки времења и тогаш бидаме и сега. Затоа користете го секој миг. Немојте да се однесувате глупово, туку трудете се да сватите како Господ сака да се однесувате. Срочено во овие 2 реченици. Живејте мудро. И сега, знаете, прашањето нормално ќе биде што е тоа мудро живење. Лесно да му кажеш ти, ај, биди мудар. Ој си со здраве и живеј мудро. Што значи тоа мудро да живееш? За каква мудрост зборува апостолот? И воопшто, што е мудрост? Ајде, кога ќе речеме мудар човек. Мудрост е една од дефинициите што најпросто го објаснува зборчето мудрост, е да носиш правилни одлуки
врз основа на твоето знаење и искуство. Значи, способност да носиш правилна одлука, врз основа на тоа што го знаеш и врз основа на твоето искуство, се нарекува мудрост. Мудро постапил, значи, правилно процедирал, разбал кај оди работата и го викаме мудар потек. Тоа е најпросто кажано мудрост. Кај христијаните таа дефиниција е малку и поширока, иако влезена е во контекстот на христијанството. Библијата пак ќе каже, почеток на мудроста е страхопочита кон Господа. Не може човек на попрост јазик кажано да постигне мудрост за каква што зборува Светото писмо овде, за каква што советува да го живееме животот, ако го игнорира Бога. Не е можно едноставно. Не е можно. Значи, ќе зборам малце за тоа. Што значи мудро живеење? Две работи има во овие 2-3 стиха што и засега нашите животи и кој што е советот сконцентриран или фокусиран на две работи. Мудро живеење и рационално користење на времето. Забележате што ви кажа? Користете го секој миг. Рационално користење на времето. Мислам, едно од најголемите проблеми денес. И двете се голем проблем за човештвото во целина, забравајте. Ни мудрост доволно, ни рационално користење на времето. Били Грем беше еден познат евангелизатор од минатиот век. Некој од вас сте чуле сигурно за него. Живееше 99 години, пред некоја година точно. Имаше едно негово интервју на CNN, ми се чини беше. Позната личност беше. И му вели водителот, можеш ли во една реченица да ми кажеш што ти е тоа што најмногу те фасцинира или те рака мисла за животот. Една мисла за животот што ти е највлијателна вака. Тој вели краткотрајноста на животот. Краткотрајноста на животот. Епа, знаете, краткотрајно, а ја одлучува целата наша вечност. Целата вечност ни зависи од овој краткотрајен живот. Јас сум 75 години. Пред неколку дена на тоа. За некој тоа е многу, се разбира за младите, ове старши. Ама краток е животот. Многу брзо помина. Многу брзо помина. И оттамо има многу логика овде апостолот што кажува. Внимавајте она кратко животче што го имате на земјата, како го живеете. Тоа ќе ви определи вечност. И сега се врткам околу тие, значи, два збора главно во времето што ми преостана. Мудро живеење и рационално користење на времето, ќе споделам неколку мисли. Мудрата, значи, или мудриот човек, ајде да кажам, мисли, неколку карактеристики сакам да ви кажам, што значи мудро живеење. Мудриот човек мисли на крајот, уште на почеток. Ете, ако сте многу добар шахист, вие мислите неколку потези однапред. По можност дури целата игра однапред да знаете. Ај, помрдам таму, тој ќе мрдне, вамо тој ќе мрдне, тоа ќе резултира во тоа и тоа. Мудрост значи мудар човек и согледува последиците или крајот уште на време. Светото писмо поинаку може да преку мудриот Соломон, и тој си има свој начин на изразување, вели: мисли на својот творец уште во младост, пред да ти дојдат денови за кои што ќе речеш ми одмиле живот. Мудриот човек мисли на крајот уште на почетокот. Ама крајот како ќе го дознае човек ако не го познава Светото писмо? А крајот е на човекот му е определено еднаш да умре. А тоа сите го знаеме до тука. Ама реченицата е половина само. Другата половина вика, а потоа суд. А да спомна, тој збор суд, тамо што е употребен, не значи осудување нужно, значи валоризација. Тогаш дури животот ќе ти биде прегледан и оценет. Може да биде изарно. Значи, лошо е малце преведено така да е на суд. Тогаш ќе следи евалуација на нашиот живот, оценување, проверка на животот. Библијата вика, се што било добро Бог ќе го награди, се што е лошо ќе го избори Бог. Неповратно. И сега, ако ние знаеме, ако ние како христијани веруваме дека така ќе тече живот. Колку и да живееме, еднаш физички ќе умреме, се појавуваме пред Бога, душата или
нематеријалниот дел кај човекот е бесмртен, нема дилема околу тоа, колку повеќе напредува науката, особено во сферата на информатиката. Значи, информација од таков сложен тип како што е животот кај човекот е апсолутно неуништива. Информацијата може само да се трансформира или некаде да се пренесе некаде, да кажам на понашки. Информацијата не можете да унищите. И затоа Бог ќе може од нашите бесмртни духови, душата народот вика, ама мисли на духот, да ги излече сите можни информации што се поврзани со нас. И ќе може врз основа на тоа да ни штуди. Врз основа на тоа дори ќе бидат воскреснати нашите тела. Да не нямам со физика, со хемија и така натаму, квантната теорија има еден интересен феномен кој се вика квантна спрега. Не знам колку знаат. Се го чуе тој термин квантна спрега. Квантна спрега е многу занимливо нешто, многу интересно и им помага на христијаните да ја сватат дури и воскресението и безсмртноста. Квантна спрега е ако два ентитета, или две честички, две некакви природи, две нешта, биле известно време заедно и после се раздвоиле на независно колкава далечина. Тоа што му се случува на едното, го чувствува и другото. Многу интересен феномен. Во Европа има само еден подземен нуклеарен реактор, каде што се прават тие експерименти. Тоа е во Церн, во Швейцарија. И таму ги прават сега тие експерименти и добиваат до фасцинантни резултати. Ке раздвојат две протончиња или електрончиња, две честички од атомот. И тие таа постројка е инаку подземна, има километри и километри тунели. И ќе ја пуштат едната честичка по едниот тунел тамо негде да патува, другата честичка на другиот тунел. А тие биле заедно споени во еден атом, значи два електрони, два протони, кои што некое време минале заедно. И сега пазите, на таа честичка што отишла лево по тој тунел, на некое растојание тамо далеко магнет ќе стават и таа заради магнетот ќе подскокне. Знаете што ги фасцинира? И тоа честичка тамо ќе подскокне. Во истиот момент. Тамо нема ни магнет, нити се веќе заедно. Ама заклучокот е, да не нямам сега хемија или физика да предавам, или квантна теорија, дека кога нешто било заедно доволно долго, а јас сега зборувам за телото наше и за духот наш, кои што биле заедно толку колку што сме живеели. И кога според Библијата дефиницијата што е смрт? Духот излегува од телото и се враќа кај Бога, од кај што и потекнува, тој му вдахна на човекот и стана жива душа. И пак се враќа животот таму. Телото кое што е материјално се распаи и се враќа во земјата од кај што е Исус, од земните елементи. Ама, бидејќи тие биле заедно долго време, квантната спрега не можете да уништи. Духот кој што оди кај Господ ги има сите информации и за телото и за се друго. И затоа, значи, велам колку што напредува науката со технологијата, особено информатиката. Ако Бог го има духот во кој што се сите информации, лесно ќе му биде да го воскресни телото. Бидејќи командата ќе биде на духот, а духот ќе си го повлече телото. Отидов на друга страна малку не од главната тема. Ама сакам да кажам, мудриот човек, ако ги знае сите тие работи, однапред ќе води сметка. Во тоа е мудроста. Дека, краток ќе ми биде животот. Знам дека ќе се појавам пред Бога. Што ќе постигнам овој живот? Која трага ќе ја оставам за мене? Тоа ќе остане. Да биде оценувано, наградено или поништено. Коринјаните 3 глава ќе изгорат сите дела, што Господ ќе ги прогласи за нелегитимни или неважешки или без значење за небото. Многу ми се допаѓа синтагмата на животот на Џон Весли. Џон Весли бил основачот на методизмот, инаку имаме ние евангелско-методистичка црква во Скопје. Пред 200 години живеел таму отприлика. Тој има една девиза или еден свој, како да кажам, своја мисла, филозофија по која што живеел. Сите работи ги проценувам според тоа каква реперкусија или каква последица ќе имаат во вечност. И тоа што одлучувам ќе се занимавам со тоа или нема се занимавам. Значи, сега, например, ќе се мислиме за саат време што да јадеме денес. Има тоа некаква одраз на вечноста? Небитна работа. Јади тоа што ќе јадеш. Го поедноставам, но има работи кои што се одразуваат на вечност. Нашата вера во Бога, нашата невера во Бога не можете се одрази сурово во вечност. Нашата непослушност ќе се одрази сурово во вечност.
Нашата мрзеливост, времето да го тепаме, наместо ова што денес го читаме, внимавајте, користете во секој миг, кратко ви време. Ќе се подразува с вечноста. Значи, ако се тоа што јас верувам дека Џон Весли го имам на ум, ако се нештата такви што ќе ми се одразат во злата вечност, животот со како брачен другар ќе го живеам. Па ќе мислам што ќе бирам. Професија каква ќе бирам. Имаме ние голема ширина во изборот, драги мои. Не дека Господи рекол, ој, смееш, ој, не смееш. Све смее. И како што тоа е слободно. Ама не е се користно. Така ли вика? Значи, ние, кога ги одбираме нештата кои што имаат последици во вечноста, треба прст на чело ставиме секој пат. Зашто рекол професија? Па има професии, знаете, кои што ги земат целото време. И после, недела оваа црква твојата има сабајна служба. Јас баш во недела работам секоја недела сабајна. Па добре, има друга црква што има поручек. Па ја бас поручек изгледувам со децата, тоа што со жената него. Значи има професии кои што ги го лапнат целото време. И она време минимум што му го даваме на Господ за богослужби, за читање на Словото Божие, за фамилијата и се друго нели што ни е од важност. Има работи дури и каде ќе живее човек. Дали ни е слободно? Слободно ни е. Ние сме живееле 2 пати по 2 години во Соединетите Американски држави, каде што бев инаку по мојата службена должност, научна работа вршев таму. И да ви кажам наискрено, и во црквата кај што бевме, прекрасна црква, и на универзитетот кај што бев, државниот универзитет во Аризона, не скапаа молејки да останеме таму. Стварно не молеа, не претерувам. Колегата мој на работа ми каже, Иван, вика, луѓето океанот на даски го препливуваат да дојдат во Америка. Ја вика $600 од свој джеп си платив тука да ти извадам зелен картон, да останеш ти ќе си одиш назад. Значи стварно не молеа. Ама, драги мои, ние имавме консензус за фамилијата. Почнавме една црквичка како вие што почнавте сега овде. Недовршена работа оставивме за нас. И видовме за тие 2 пати по 2 години што ја бевме, нема кој да ја доврши таа. Значи, не дека ќе направиме кужна каква грешка сега, ако си останеме таму. Прво бевме во супер црква. Друго и таму служев јас. Чак што беше 2500 души имаше таму. И си проповедав пред 2500 души. Ама, ќе беше седично нашата страна. Така процедура. Значи, се што сакам да кажаме, нашите избори што ги правиме, кои што на некој начин ќе се одразат врз вечноста. Просто тоа е конкретниот пример што го давам, што сме можеле да направиме, а не сме направиле затоа што таму не беше пубаво. А не беше пубаво. Сваѓате? Се зборуваме околу мудроста, што е. Мудар човек во овој свет е човек само што има добро знаење и искуство. Затоа ви католици што поставите ви не помудри, што не е баш секој така, имат поголемо искуство, да, може тоа да им помогне. Во проценката на некои работи. Ама мудроста за која што зборува Библијата, што се однесува на вечноста, на нашата вечна судбина моја и твоја е строго поврзана со Господ. Не можеш да го исклучите. За да бидеме богоугодни. За да ни каже добар и верен слуго, беше верен на дона што ти го довери тој кај вечна земја, влези во радоста на својот Господар во царството. Поентата е да бидеме богоугодни луѓе. Да го правиме тоа што Господ го сака, по овој динамичен превод така и пишуваше. Да научиме што Господ сака да правиме, а што не сака да правиме. Значи, прво реков мудроста, па што се одликува. Мисли на твојот Творец на време. Сум свет на луѓе и тоа е навистина многу глупо. Ако ќе останам, ќе му мислам на Господ тоа. Навистина? А може и да не останеш. Свето писмо и тоа века никој не може да го надитри Бога. Не се занесувајте. Па некој рекол, го сложил тоа во едно убав афоризам, тие што се надеваат дека ќе се спасат во 5 до 12, умираат во 11,5. Нема ни да дочека 5 до 12. Затоа што Бог е помудар од нас. Не може да го надитриме негово.
Ја ќе ти искористам тебе, Боже, животот што си ми го дал, талентите, се што можеш си ги користам за мене. Па тамо кога ќе останам више на смртна постава, ја ќе се помолам, а Господ рекол кој ќе се покае, ќе ви готово ќе те надитрам. Се покајам и ќе бидам спас. Наистина. Мислите дека ќе го надитриме Бога? Затоа уште на Светото писмо дословно вика вака. Никој не може да го надитри Бога. Никој. Мудриот мисли на време на средбата со својот творец. Се допаѓа изјавата на, мислам дека е Черчил, еден од политичарите на Англија во време на Втората светска војна, кој што, колку што сум читал, бил исто така добар христијанин верник. И кога подостарел, вели, мене ќе ми биде чест да се сретнам со Творецот. Тоа што ме загрижува е дали нему ќе му биде чест да се сретне со мене. Па мудриот човек мисли на тоа, да има. Зошто? Зашто нашиот живот 70, 80, 99 како живееме, како били грем, е ништо, капка вода според вечниот живот. И да го прокоскаш до таа мера што нашиот народ во огромен процент не ќе да мисли на тоа, не ќе да слуша на ваквите. Тоа е она што овој текст што го читавме вика, нека не биде глупаво вашето живење. Нека биде тоа мудро, а не глупаво. Глупаво е ако не мислиш на крајот, уште на времето дека не дојде до крајот. Од Бога да. Сеќавате на она парабола Исус што е кажа за оној богатиот земеделец, што му родиле нивите да си направил амбари огромни, душо вика моја, имаш сега да јадеш, да пиеш со години. И кој знае каков епитаф му напише да човекот кој умрел. Заслужен борец. Јас си одам чат пат на гробиште, имам веќе мои најблиски починати и моја сопруга знае, многу сум љубопитен да ги читам тие што пишува на гробите. Шетам така и само читам. И само гледам ова, глад си беше инженер, која вас крива? Која вас крива? И Господ му напиша епитаф безумник. Или ние што би рекли во секојдневниот език глупчо. Уште вечерва ќе ти изјавам зашто. Што ти значат тоа шамбарите? Ај кажи. Или како што ќе кажат евангелистите неколку пати, каква му е логиката наша е повикува, каква полза или каков ќар направил човекот, ако целиот свет го се му го дадат, еве твојот светот, а душата своја загуби. Кој што ќе биде вечер. Кој е есапот тука, пазете? Треба глуп да бидеш ептен да го избереш тоа, нели? Тај ми го ти светот, па душата. Глуп треба да си баш нека да направиш, нели? Нека не биде глупо, вели овде апостол. Вашето живење нека биде мудро. И реков првото што е одлика на мудро живење, да мислиш на крајот што на почетокот. И да мислиш на таа средба. Што ќе одговориш за времето што си го потрошиш? Што ќе одговориш за твоите приоритети? Што ќе одговориш за твојот светоглед? Што си верувал за животот? Што си верувал за смртта? Што си верувал за Господ? Што си верувал за вечноста? Второ, мудрото живење подразбира правилно поставување на приоритетите. Една од најважните работи кои што денес и во секојдневниот живот, не само вака во духовната сфера, луѓето ги гледам, немаат добра стратегија да имаат приоритети во животот. Тоа приоритет значи тоа што е поважно, прво тоа прави. Тоа другото после. Не дека не е важно, ама има приоритети. Кога се приоритетите во прашање, Христос многу отворено и убаво ни кажа: барајте во најнапред царството Божие и неговата правда, се друго ќе ви се приdoдаде. Јас сум жив сведок на тоа, не сакам многу да зборувам за себе, иако понекој пат е добро да даваме такви примери. Нели? Јас работев како хемичар, нели, во универзитетот, подоцна како професор, и имав многу проблеми заради мојата вера баш. Тамо бевме ние голема генерација, јас сум од таа беби бум генерацијата, 50 години роден, тоа се огромни генерации. Например, ние бевме во прва година 350 студенти на хемија само, сега има 50. Мали се генерациите, луѓето имаат по 1-2 татко ми имал 5 деца. Сите беа поголеми генерации. И требаше не се десетина асистенти да примаат тамо, јас бевме ги најдобрите, ајде не ќе ме стават. Во тие 11 месеци го блокираа конкурсот, чекај, тука имаме верник. Не може верник да работи на универзитетот. 11 месеци. Ме кълнеа сите мои колеги што требаше да ги примат на работа. Заради тебе ти нас не примат. Оти конкурсот беше одеднаш за
за 10 души и го стопираат целиот конкурс. И верува или не, до Централниот комитет отиде на Македонија. Прашањето. Смее ли верник да работи на универзитет? Не се јави еден барем просветен човек, не беше верник. Ама пак Господ знаете дека делува и преку други. Што беше баш од Централен комитет и беше професор на приемат математички факултет. И тој им вика, алелуја. Јас сум од Централен комитет. Што мислите таму најпаметните луѓе на светот? Абе ние овде саде доктори на науки, вика се веќе професор, не можеме да си решиме ваков проблем, ќе го праќаме ЦК да ни го решава. Дај да видиме што е проблемот. Вика, ако човекот делува лошо во струката своја, пропаганда прави, тоа место асистент е реизборно место. На секој 3 години, ако не го реизбереш, му престанува работниот. Ќе го видиме човек, ако си е квалитетен, кој што повикате дека е, и така некако се потнафтава. Ама, маките ми беа уште 20 години барем понатаму. Се додека мојата генерација. Ми става сопки на секој можен човек. Зошто ви го кажувам сега тоа? Значи не ми дозволува да работам. Во лабораторија не ми дава пристап, а ние, знаете, на универзитет кога си имаш обврска да сработиш и научни трудови, бидејќи местото ти е под реизбор. Други професор кој си на секој 4 години треба на реизбор одиш. Конкурс се распишува. Може некој друг да ти конкурира и да влезе на твоето место. Отпушта. Ако не си произвел научни трудови и така натаму и така натаму. Не ми дава да работи. Кога дојде време да приемам докторска дисертација, значи во самата архива техничари кај што работам, не сака да ми ја примат пријавата, вика, ни наредија да смееме пријава да ти пријавам. Како не можеш да пријавам, не сте архива? Тие нека решат после, дека не ми даваат докторски град. Не смееме да ти пријава, не ми пријава. И малкумина знаат, знаете, јас сум докторирал на универзитетот во Нови Сад, кај што не сум си имал ништо работа ни пред тоа, ни потоа во животот. Кој некој прогонет некаде. Затоа што тие само ме прифатија. Ме прифатија само за основа на квалитетот на работата што се направи. И ме дадоа таму да работам. Не ми е сега тоа поентата, знаете. Поентата ми е, ако сте читале нешто за мене, или за некои тие научници. Има во Македонија само 6 научници од 2000, колку што ги имаме во Македонија вработено, кои што се котираат во 2% најцитирани и највлијателни научници во светот во сите полиња на сите години. Јас сум еден од 6. И сега, значи има таму еден куп колеги. Можда најдобро го кажа еден мој колега, кој што иначе па атеист потепен, го гледаше како Господ ме провира практички ни сите тие лавилинки, и ми вика, абе ти мора да имаш некој ментор таму горе. А ми вика, ние на партиски состанок сите се договараме да не те гласаме за избор, ќе дојде гласањето, гласат луѓето за тебе како. Некој вика од згора ти ги влече конците. И јас му викам, имаме, и ти можеш да имаш. И што ми е поентата, знаете, јас никога не сум бркал кариера. Не ми интересирало ни да сум од 2% научници, јас си работев честно, онака и од љубов. Јас сакав хемијата. Ја сакав материјата, јас сум инако инженер по хемиско инженерство на материјали. Братање со материјалите е фасцинантна работа. Ќе видите што све Господ вградил во материјата, што може да се направи со манипулација на материјата и се фатите за това. Тоа е неисцрпна работа. И сум се фасцинирал на Божите дела. Работата од љубов. И сега, јас сум пензиониран неки 7-8 години, што е резимето на оние 50 години блокада што ни правеа? Кај што продефилираа професори преку 200 за овој период на дојка работа. Ниједен од нив не се котира во тие 2% најуспешни научници. И знаете што е интересното, од тие 4 се од хемија, 3 се мои бивши студенти, поранешни студенти. И сега, да ја вратам назад, ти мислов избегај. Барајте го најнапред царството Божјо и неговата правда, се друго ќе ви се придодаде. Епа, ми се придодаде. Не го барав, не бркав кариера, апсолутно, никога. Не сум ни замислил па дека ќе бидам таму 2%. И ти сум знал дека има таква анализа, нели? Ама јас од најраната возраст, јас на 19 години почнав да проповедам. И не престанав до денес. Мене приоритет секој пат ми беше Божјата служба. Јас имам нормално научни трудови, затоа и сумеју тие, ама немам ниједна книга на хемија да пишам. Ниједна книга. А имам 40 христијански книги да пишам. За мене не ми бил приоритетот, за тоа зборувам да има. Мудриот човек поставува приоритети.
Јас можам да напишам и подобар учебник од моите колеги што пишувале по хемија, да кажам. Има поголемо искуство, поголемо знаење и така натаму. Учебниците од моје искуство траат 2-3 години. Или една генерација, две, ајде, други. Канта ќе заврши. Ако напишем христијанска книга, му помогна на некого, може би низ 2-3 генерации. И тој, и некој од фамилијата, и идната генерација, и ќе им кажам како треба да живеат. Како можат да живеат побожен живот. И што се фокусирам на тоа. Ви го кажам, значи само тоа некој не би сакал да ме свати погрешно да се фали се или нешто. Само за да ви кажам еден жив пример пред вас, кога јас сум си ги насочил работите на духовната служба, меѓу другото ние за тоа и се вративме од Америка. Кажаме, само заради духовните оферски што се ги презентуваме. За ништо друго, поарно не беше така. Подобро бе платен, поубаво живеевме. 6-7 соби куќата кај што живеевме имаше. Овде живееме во 2-3. Значи не станува за тоа. Ама ако така правите, Бог кажува, барајте во најнапред царството Божие и неговата правда. Се друго ќе ви се придодаде. Мудриот човек знае приоритетите си. Од христијански аспект мудриот човек. Залудно ви е да бидете вие најпопуларниот човек во овој свет. Во било што друго што нема врска со верата. Може да биде. По 50 години други ќе дадат. Читам пред некој ден, уште е жив, нели, од Rolling Stones и Мик Джегер и другите тамо вие што ги знаеле тие групи. И му викаат, а сепак Битлси беа најпопуларни, викаат во целата историја. Кој се Битлси бе? Од кога ги нема, вика, ние уште даваме концерти. Кај се Битлси? Колку му држи вода, вели друга работа, ама кој се? Тој е сега Тейлор Свифт. 1 милиарда си заработи од концертите незини во изминатите 2 години. 1 милиарда, никој да не знае. Какви Битлси? Цел живот не заработи. Што сакам да кажам? Минлива е таа. Минлива е таа мудрост што ти ќе процениш дека овде има пари, ај ти се даде на тоа. Ако ти го изеде, она мало духовното што го имаш како врска пред Бога, односно како твој интерес, приоритети да има. Приоритетите. Малку луѓе веќе се дека кои што приоритети си го ставаат. Душата и духовното, вечното, нераспадливото. Се повеќе ги гледам телото па телото. Материализм. И затоа сме на тоа держа на кој што сме. Трета одлика на мудроста. Се раководи според евангелско морално-етичките стандарди. Светото писмо вика, вие сте храм на Светиот Дух. Вие сте храм. Се фалат луѓе, имале храмови толку стари, толку илјадници години, колку векови. Не, Бог не живее во ракотворни храмови. Колку сакаме великолепни да ги правиме. Тука. Вие сте храм. Ако сме ние храм на Светиот Дух, треба свети работи да произлегуваат од нас. Нашите морално-етички стандарди не смеат да бидат на ниво на светските стандарди, на световните стандарди околу нас. Не смеат да бидат. Има една своја проповед на времето, што е проповед в трите критични услови за воопшто да доспееш во царството или да го видиш воопшто царството можеш. Така се срочени во Библијата. А ако не се покаете, сите ги изумрете. Прво. Покајањето значи да си го смениш светогледот. Не да кажеш извини, че разгреши, па утре пак. Си го смениш светогледот, ставот твој, односот према приоритет. Второто што е важно многу. Ако вашата правда не биде поголема од правдата на фарисеите, нема да го видите царството. Тоа сака да го потенцирам. Трето да го кажам. Прочкајте, сите тие три почнуваат со тоа. Ако не го правите тоа и тоа, нема да го видите царството. Вели кажам. Ама ова сега ми е во контекстот, ако вашата правда, вашето правично однесување, независно дали е со закон регулирано, знаете, луѓето ако најдат дупка во закон, нешто прекршил ние на закон. Не знам колку внимавате на зборовите, еве често кај нас се појавуваат тие, кои ќе обвинат некои бивши функционери или за нешто тамо што прават, и тој вика, се беше согласно со закон. Како што рекол, и Хитлер правеше се согласно со закон. Ама он си ги носеше законите. И после согласно било законот. Дали е согласно со Божјото? Дали е согласно со евангелски? Нашите морално-етички стандарди, драги мои, мора да бидат повисоки. Христијанинот мора да е почувствителен. Да чувствува грижа на совест и тогаш кога по закон не е виновен,
ама во себе знае дека можел да направи нешто повеќе да не направи. Мудриот човек така ќе си ги даде. Четврто, своите важни одлуки ќе ги носи согласно новозаветното учење. Пак кажам практични работи. Избор на брачен другар. Што мислите, нема во Библијата доволно насоки за тоа? Ама се сакаме, па не е баш верник, ама може ќе го обратам. Океј, Павле вика, себе е слободно. Ама Светото писмо вика не. Не впрегнувајте се во ист јарем со безверник. И со човек што не е посветен. Знаете, не знам колку сте го размислувале тоа, ама јарење, знаете, два вола, имаат на глави, на вратите, на врато ставени така едно дрвено тако, што ги држи паралелно до одат и кога орате со нив, двама треба да бидат усогласени. Јаремот што ги држи да бидат усогласени. Утре треба семејство да правите. Библијата семејството го дефинира како мини црква. Тоа не е само си се сакаме и деца ќе народиме ќе ги одгледаме. Треба да бидеш мини црква. Мини црква треба да биде тоа семејство. Како ќе биде ако едниот влече натаму, едниот наму? Во јаремо, ставите два вола, едниот натаму тегне, едниот наму. Не оди? Дедо ми имаше, знам и си имаше маки од време и си ги знаеше точно. Кој вол со кој да го прегне за да одат паралелно. Вика, ој, онај го прегнам, не. Тој влече натаму, тој влече наму. Не бива работа. Не може да кажете дека таму нема доволно. Имаме ние пак огромна ширина или огромен простор на избор. Кој ти брани меѓу 4 милиарди христијани во светот да се избереш? Никој не ти брани кога сакаш. Ама не, не. Не можете да постигнете тоа. И постигнете може би успешен брак, нека ги имаше, па ние знаеме бракови што се успешни, еве ги 50 години во брак, стари се, си се сакаат цело време, окей. А ја постигнали целта што Бог ја создал за бракот? Да бидат мини црква. Да бидат сведоштво за Господ. Што правиме со тоа? Ја постигнале целта своите деца да ги доведат до спасение. Тешко ќе оди, драги мои. Едно од следните изрази на мудрост изградување на богоугоден карактер. Ова да ви кажам најкритичното може би во нашето лошо сведочење. Карактер. Можеме ние да се избориме колку што сакаме, ако луѓето не видат во нас пример, карактерот. Карактерот е збир на секакви наши својства. Дали си трпелет, дали си нервозен, дали си љубезен, дали си себичен. Некој одамна рекол, твојот живот толку гласно зборува што не се слуша што зборуваш со устата. Джабе ние со устата, али луѓето викаме, джабе ќе му викаме на комшијата или на соседот, верувај во Господ и се спасиш. Си рече во себе, ако не да ти рече. А гледајќите тебе, не би сакал баш многу да сум во тоа, на тој брод. Или во тој автобус. Мислам дека најмногу што ни ја руши репутацијата како христијани денес е карактерот. Карактер. Ако карактерот не, ако ние не сме доверливи луѓе, луѓето не може да имаат доверба во тоа што сме кажале дека тоа да и амин. Што мислиш, зошто Библијата вика кога вашите зборови да бидат да, ако е да, не, ако е не. Остави ти тоа измеѓу. Абе, знам дека немам намера да му се јавам, ама ај ќе ти се јавам друг пат. Убаво, знаеш дека немаш намера да му се јавиш. Значи, карактерот е она што го руши нашето сведоштво или го зајакнува нашето сведоштво. И мора да си посветиме внимание на карактерот. Ама карактерот е како младо дрвце, се витка или се формира док е младо. Тешко ќе опреш веќе повозрастен човек. Цела книга имам напишано водич за нашите, водич низ животот за нашите потомци. Голема книжка, не ја донесол да видите. И дам совети на младиве таму, пред се имајќи и преглед моите внуци, се уште ги натрам да читат. На што треба да обрнат внимание за да изгледат карактер? На време. Работливоста, честноста, искреноста, љубезноста, посветеноста. Работи кои што луѓето кога ќе ги видат кај нас, па да ви кажам, со други очи ќе не гледаат и со други уши ќе не слушаат малку. Чекај, овој. Го знаеме дека е човекот збор, човек на кој што може да му се верува. Што мислите првите апостоли, иако беа некои од нив повеќето беа неуки луѓе, зошто успеваат толку многу луѓе
да придобијат за Христа и да се обратат. Карактерот не беше добар. Другите ги познаваа и знае дека на овој може да му веруваш. Изградува богоугоден карактер. Кога размислам за Давид, јас сум имал цела серија проповеди, многу ми е интересен Давид, старозаветниот цар Давид, за кој што е можеби единствениот човек, за кој што самиот Бог вели, човек по меракот моето срце. Мислите, Бог таква чест да ви направи. Да каже за тебе, човек по меракот моето срце. А сега ние знаеме Давид и дека ги греува и правеше и разни други работи. Што не се ред. И си плакеше цена за тоа. Како што си е библискиот закон. Што си сееш, тоа ќе си жнееш. Не се во исклучени ни христијани. Не ние. Ама знаете што е? Сум заклучил да анализа 30 проповеди правев на неговата личност. Карактерот него беше тоа што му се допаѓаше на Бога. Неговите постапки не беа секој пат најправилни. Правеше тој гафо. Карактерот му беше први. Значи, секој е спремен да се покае. Читате ги неговите псалми, нели? Не му оставено. Секој е спремен да може да става на Бог. Карактер, сега си правам концепција за една интересна порака, се надевам исто од неговиот живот. Како го поднесуваш Божиото не? Например. Кога имаш замисла, нешто што ептен знаеш дека е доблесно. И сите други ќе ти кажат, да, тоа ти е благородна идеја, план, па ти твоја жртва вклучува, што има тука да има спорно околу тоа. Знаете, Давид стана цар од овчарче и едно време рече, ние сите живееме во раскошни куќи, а Божиот храм во шатор. Дај да направиме едно пристојно црква, ние би рекле, на зграда, Божи дом да биде. Значи, кој може да му замери на таква работа? И Бог му каже, не. Нема да правиш. Друг ќе прави, ама ти нема да правиш. И сега, знаете, не е тоа најбитната работа може. Како поднесуваш кога Бог ќе ти каже не? Ама знаеш дека е добро. Неспорно. Не му каже Господ, тоа е лош план или грешно е тоа. Не. Може че друг ќе прави, ама ти не. И сега реакцијата на Давид е многу интересна. Како има многу други работи, затоа е кон карактер. И он, наместо срđба да има или гнев или нешто, он пишува цело поглавие тамо, како да ви кажам, восклик на благодарност кон Бога. Си направи рефлексија во главата, кој беше он еден овчар тамо? Најмал во фамилијата беше. Дори кога дојде пророкот само да бира тамо од неговите браќа, некој го немаше тамо. И нешто гледа само, не му штимаат сите тие, а ви имали уште некој, има да едно овчарче, тоа најмалото тамо. Ајде донесте. И он до таа реакција, значи токава, кој сум јас, вика Господ? Па си ме опсипал со ток, благослови. Па од овчар си ме направил цар. Па си ми дал ова, па си ми дал нареди таму. Значи, пазете реакција на Божи одговор не. Епа, знаете што, Божи човек, просветен со Светиот Дух, така ќе реагира и кога Бог ќе каже не. Не е поентата во тоа нашите кефови само Господ ги остварува. Си имаше Господ своји причини и да ги прифати. И тоа не го спречи да продолжи да работи за Бога. После тоа, кога анализирате неговиот живот, уште многу други работи, и затоа во Новиот Завет, значи тоа е 800 години по смртта на Давид. По делата на апостолите 13 глава. И си највелика Бог човек по неговото срце, по меракот на неговото срце. Давид. И додава една интересна реченица, кој што и послужи на својата генерација и се прибрака своите татковци. Имаме обврска да ја послужиме на нашата генерација. Се знае како евангелски да ја послужиме. Да ја поведеме по патот на спасението. И затоа му беше човек по меракот на срцето на Бога. Човек кој што приоритетите никош не ги си исправи. Неговите чувства кон Бога и така натаму. Морам да привршувам. Него не видо времето кога почнав, ама знам дека треба да привршуваме. И сега, знаете, ова сето е напишано затоа што Бог сака да бидеме мудри.
Бог сака мудро да го живееме нашиот живот. Да не сака, нема да не учи. Светото писмо вели Бог, кого го смета за своје дете, него и го кара. Тоа што не е негово дете, нека му мисли тоа што не е негово дете. Сака да биде. Библијата вика, Бог сака сите да се покаат и да се спасат. Сака. Ама, направи го твојот дел. Има една шега, ама много е поучна, за некои евреи. Евреите наводно важеле за многу скржави луѓе. И се моли евреинот на Бог, му вика, ама Господи да ми падне на лото седмица. И чека една нема, чека друга нема, чека. Ама Господи вика, не ли се помоли? И Господ му вика, абе се завршена работа, купи лоз еднаш. Он не купил ни лоза, сака да му падне лото, нели? Има работи што треба да ги заврши ние. Нашата домашна работа. Изворот на мудроста е неминовно поврзан со Господа има. Не можете да избегате тоа. Затоа вели Библијата, почетокот на мудроста е страхопочитот кон Бога. Него да си го внесеш во равенката. Не јас плюс моите способности, плюс мојата памет и кариера и благословен живот. Него јас плюс Господ и плюс се друго нека биде. Ако го изфрлиме Господ од равенката, никој пат нема да реши. Нема решение за тоа. Затоа е важно да го слушаме Бога. Бидејќи така се добива мудрост. И кон таквите лица се овој текст придодава, таму се придодава уште и исполнувањето со Светиот Дух. Овој пасос така е читаме. Светиот Дух е најнежната природа од Божјата страна. Ние веруваме во Бог кој што е еден, ама е во три лица, се манифестира во три лица. И тоа е една од тајните кои што тешко вака во главата влегува. Имате унија од три, во кој што секој е различно лице, ама секој е исти по природа, по сите атрибути, секој е семотен, секој е бесмртен. Ама Светиот Дух ја искажува најнежната страна од Божјата природа. Тој што Светото писмо дали ако го нажалиш, ќе те напушти. Повреден се почувствува. А Исус, например, велеше, секоја хула и на синот човечки, значи на себе зборуваше, и на мене ако хулите ќе се прости тоа. Ама против Светиот Дух ако хулите, тоа е најнежната страна на Бог. И Светиот Дух му треба таков простор за да дејствува во нас, за да не води, еве тековно да не води. Луѓето најмногу ги интересира како да знам ја Божјата молја, со која да се женам, со која да се мажам, или за која работа да се фатам, или кај да живеам, кај да си Божјата волја како да ја знам. Многу просто ќе ви кажам, ако не ја извршувате објавената или ние викаме таа општа Божја волја што е овде запишена, какви треба да бидеме, како треба да постапуваме, никој пат нема да ви објави Господ специфичната Божја волја, односно тековното водство преку Светиот Дух. Не. Таков е текот на Божјото действие. Оттаму Светиот Дух, за да можеме да имаме тековно водство, оно што дури Исус им го викаше на своите апостоли, еден ден, иако ја изведат на судење таму, не мислите многу што да зборувате, Духот ќе ви даде во тој момент зборови, како да кажете. Ама, за да го имаш тоа тековно секојдневно водство и специфично за тебе, треба да ги исполнуваш овие општите Божји одредби на побожен човек, на мудар човек, на верник во Христа. Зашто инаку Светиот Дух нема простор да работи. Тој не работи, не исполнува човек кој што не расчистил со тие работи. Не исполнува. И отврз потоа немаме водство до него. Немаме ништо ни кажува Духот. Нема. Потоа Светиот Дух ќе ни го даде и тековното водство. Морам да завршам, за жал. За времето многу малку зборував. Ама слушате за една минутка само статистика што е обично ретроспектива на еден наш живот. Во една година, некој си немала работа па си есата. 100 до 120 дена ќе поминеме во спиење. Значи, пресметани на 24 сата денови. Од една година со 365 дена, 120 дена во спиење. И то пресметани на 24 сата, не на 8 сата. 50 до 80 дена на работа, одење и работење. По 24 сата. 16 дена во јадење. 10 до 15 дена во патување на работа, назад, низ град, па дури викаат и од кујна до дневна соба. Толку време ќе потрошиме тоа.
10 до 15 дена во бања, што туширање, што тоалета, средување, мери и фризури, често не и така да. Ако сме редовни во црква 2 пати неделно на 2 часа, 5 дена во годината, потрошиме за одење во црква. Тоа за најредовни. И сега, што ни останува е тој тука? Останува 100 дена. Кој ќе ги земете овие што се секој ден што ни земаат време, спиење, јадење, одење до бања, на работа, значи тоа отпишете го. Нема ние тука што флексибилност. 100 дена имаме во секоја година. Користете го времето мудро. Пораката на Господ сега што ни пати. Немаме ние премногу време. И организацијата на времето, поставувањето на приоритетите. Мене нека пат луѓето ми викаат, добро бе, како навиеш ти време сега и на работа одеш, нели, јас се пред сум хемичар, не сум пастор, не сум бил јас полновремено, никој па да работам во црква или во духовна служба. Кога стигна и 40 да напишеш, ако викам што е тоа многу, една годишно. Една годишно многу ли е, една книга. 43 години сум работел служба на факултет, нели, мојата секуларна служба, 40 книги сум напишал. Една годишно. Па што мислите, викам, јас не излегувам, не шетам, не одам натаму наваму. Немам фамилија да поминувам со ниве. Се сите, нема време. Има време, тоа се добро организира. И да него ден го пишираме. Значи, од тие 100 дена што ние ги имаме годишно, колку му даваме на Господ? Или на Божјата служба посветуваме. И она што, знаете, на хрватски има едно зборче, што не знам баш најсоодветно дали има македонско, учинковитост го викаат. Колку ефикасно нешто си сработил во некој ден. Еве, утре ти биде понеделник. Сега зборувам само од аспект на нашите духовни обрски. Кога ќе заврши денот утре до понеделник, еве, пресметај колку учинок си направил ти во тој ден на духовно поле. Што си сработил? Напиши. Тоа направи, оној го посетив, во болница бев, на оној му дадав нов завес, оној направив разговор, оној го утешив. Пиши да видиме колку е учинковитоста што викаат хрватите секој ден. Ема денес баш не можев. Па утре врнеше баш. Задутре па баш свадба имам. Четврток па не знам шо, петок не знам шо. И животот отиде. Организацијата на времето е важна работа. Посветиме на Бога. И ако имам уште 2 страни, кога ќе каже професор инаку кај, само звонче ако има да му зазвони, вие не сте тајде звонче тука. Ви благодарам многу за вниманието, споделив еден дел во 5 глава на Ефешаните, и до христијаните во Ефес, најточно било, посланието на христијаните во Ефес, кај што Бог ни даде совети за 2 најважни работи во животот. Мудро живење и рационално користење на времето. Договорено? Договорено. Следен пат кога ќе дојдам овде, а може за тоа нема ни да ме викате. Ливче да ми донесе секој, еве, а ти од кога беше прошлиот пат тука до сега, што све сум сработил за Бога. Господ нека ме благослови, сите сме ние непрофитни слуги, како што вика само Светото писмо, и го е доволно не можеме да направиме за Бога, ни јас ни вие, но Господ нека ни помага и да му бидеме немуверни за наша полза. Мудро живеете во животот, рационално користите во времето. Амин.